Иако е еден од најмаркантните објекти на рано-античката архитектура во Македонија и единствена од ваков тип во државава, кралската гробница кај Прилепско Бонче е оставена буквално на забот на времето. Стара е околу 2400 години, но за жал не се знае кој бил погребан тука. Се претпоставува дека околу неа се наоѓа градот Пелагонија, четвртата изгубена македонска престолнина, но за жал го нема главниот доказ за ова, а тоа е надпис на некој споменик. Потребно наитно што се може да се пристапи кон нејзина конзервација. Кога врне целиот овој простор буквално наликува на базен и практично целата гробница е под вода. Целата гробница е под вода, имаме ерозија над неа, значи дрвата си го прават своето, корењата. Многу е можно од некаков земјотрес, од некое свлечиште да ја изгубиме. Оваа гробница ниту се промовира некаде, ниту некој ја споменува. Нема ниту патокази како да се стигне до тука, ниту пак просторот е уреден за посетители. Истражувањата тука се одвиваат од 2007 година, но за жал државата одделува многу малку пари за овој објект. Гробницата има дромоз, предкомора и главна комора. Значи, кога ја видовме во 2007 година, се гледа единствено овие камења и овој дел од овој камен. Не ни знаевме дека постои нешто друго ова што е околу и ова беше значи непроодно. Значи затрупано? Цело затрупано со земја, комората уопште не се ни гледаш. Интересно е да се каже дека овие блокови се без сврзивно средство, значи нема малтер, нема ништо, значи стојат единствено на својата тежина и така се добро изработени, не може ни игла да се стави меѓу нив. Да се надеваме дека ќе стои понатаму и дека нема да се случи некаква трагедија. Меѓутоа подобро е да превземеме нешто за да бидеме сигурни дека ќе стои во оваа состојба. Покојникот бил поставен на нешто? Поставен, значи е кремиран, значи спален, изгорен и е поставен во урна. Доколку се докаже дека ова е градот Пелагонија, ќе биде единствена античка македонска престолнина на сегашната територија на Македонија. Другите три, Пела, Амфиполис и Солун, се наоѓаат во Грција.